На 7 септември 1944 година единиците на 9-та македонска бригада го ослободија Кавадарци. Со тоа заврши Втората светска војна за граѓаните на општина Кавадарци на Тиквешијата. Тој убав есенски ден, кој долго време бил очекуван од кавадарчани, бил организиран митинг на кој говорил најдоставени Орлов, командант на бригадата, и Ристе Стојанов Железни, политички комесар. Долго очекуваната слобода е многу скапо платена. Во текот на војната загинале 333 борци и жртви на фашистичкиот терор од општина Кавадарци, а тројца од нив се прогласени за народни херои. Моштите на загинатите и борците се наоѓаат во спомен костурницата на градскиот парк. Вечна слава на сите кои дадоа придонес за ослободувањето на Кавадарци. По тој повод денеска делегација на локалната самоуправа предводена од градоначалникот Александар Панов, Советот на општина Кавадарци предводена од претседателката Горица Пеливанова Вилке, представници на највисокото законодавно општинско тело Советот, на повеќе партии кои партиципираат во него и представници на боречката организација на Кавадарци на градскиот плоштад пред споменикот на револуцијата положија свежи цвеќиња. Еве што за 7 септември 1944 година, денот кога е ослободен Кавадарци пред 73 години, ни изјави директорот на музеј галеријата Петре Камчевски. На денешен ден се навршуваат 73 години од ослободувањето на Кавадарци од фашистичка окупација, 4 годишна фашистичка окупација. Градот го ослободуваат борците на 9-та македонска народно ослободителна бригада, на чие чело се наоѓа командантот најдостаменин Орлов. После ослободувањето на градот бил организиран митинг на кој што присуствува скоро целото население на Кавадарци. После митингот говори и политичкиот комесар на 9-та македонска бригада Ристо Стојанов Железни, а после тоа била организирана општонародна прослава на која што исто така викам дека учествувало целото население. Меѓутоа, ова слобода која што е стекната со крв е доста скапо платена. Во текот на нов и револуцијата 41-45 година од Кавадарци или од општина Кавадарци загинаа вкупно 333 паднати борци и жртви на фашистичкиот терор, а тројца од нив се прогласени за народни херои.